Драги присутни, добродојдовте на уште едно предавање од овој наш серијал Смислата на животот. И денес сакам да размислуваме за една друга тема која носи наслов да се биде најдобар пријател на кого? Ја верувам дека сите ние сакаме да бидеме и да имаме пријатели. Верувам дека од друга страна сакате да тие, ваши пријатели, секогаш можете на нив да рачунате, да се потпрете во одредени мигови од вашиот живот кога е потребно, некој на кој што имате доверба за да се потпрете на нив. Али, нажалост, знаеме дека живеејќи на ова наша планета Земја, се случуваат моменти кога нашите пријатели можат и да не изневерат. И во такви ситуации често може би сме разочарани. И затоа апостол Павле во посланието до Римјаните во 5 глава 10 стих вели: зашто ако се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, уште додека бевме непријатели, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот, откако сме се помириле, или ја би рекол, откако сме станале пријатели. Значи, апостол Павле сака да каже дека ние во нашиот живот порано сме биле непријатели со Бога, затоа што не сме го познавале, али сега, кога сме го познавали, кога сме се помириле со Него, имаме доверлив пријател. Бог сака да ти биде најдобар пријател. Подобар и од оној пријател кој што го имаш на оваа планета Земја. Нашиот однос со Бога има многу различни аспекти. Бог е твој створител, Господ и Господар, судија, откупител, татко, спасител и уште многу други титули и особини кои што нашиот Бог ги има. Ама најшокатната вистина е следнава, дека семоќниот Бог копне да биде твој најдобар пријател. Во Едемската градина го гледаме тој идеален Божи однос кон првиот брачен пар, кон Адам и Ева, али всушност тој е оној однос кој што Бог сака да го има и со нас, луѓето денеска. Само едноставен однос со љубов помеѓу Бога и луѓето кои ги создал тој. Неоптеретени со вина или страф, Адам и Ева уживале во присутноста на Бога. И тој уживал во нивната присутност. Содадени сме да живееме во непрекинато Божје присуство. Ама, нажалост, како што и сите ние знаеме, после падот во грев, тој идеален однос е прекинат, е изгубен. Само неколку луѓе од старозаветното време имале привилегија да бидат Божи пријатели. Ке ги спомнам некој од нив. Аврам и Мојсей се наречени Божи пријатели. Давид е наречен човек по Божје срце. Јов, Енох, Ное се исто така луѓе кои имале блиска заедница со Бога. Али стравот Божи, а не пријателството, бил вообичаен однос со Бога во Стариот Завет. И најчесто луѓето Бога од Стариот Завет го доживуваат како некој кој што е многу посуров во однос на Бог од Новиот Завет. И токму од таа причина и Исус дошол на нашава планета Земја за да ја промени таа ситуација, за да ја промени таа парадигма, тоа гледиште кој што луѓето го имале кон Бога, или тој став кој што луѓето го граделе кон Бога. Кога платил откуп за нашите гревови на крстот, завесата во храмот, која го представувала нашето одвоено живење од Бога, се искинала од врвот до дното, укажувајќи дека сега имаме директен пристап до Бога, кој што е повторно воспоставен преку жртвата на нашиот Спасител Исус Христос. Наспроти старозаветните свештеници кои поминувале саати, подготвувајќи се да се сретнат со Бога, ние сега можеме да му придеме на Бога било кога. Додека патувате, додека седите, додека се миете, додека јадете, во било кој момент вие можете да контактирате со Бога. И затоа Библијата ни вели следно, и тоа апостол Павле во своето послание. А освен тоа, и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување.
Dragi moji, ovo je radosna vest za sveko jedan čovjek na ova planeta Zemlja. Nije imame pomiruvanje so Boga. Pazite, Bog napravil sve od svoja strana. Iako nije sme mu pogrešili na nego, Bog doaѓа кај нас за да не помири со себе. Истиот писател во Коринќаните ќе ги каже следните зборови. А се од Бога, кој не измири со себе, преку кого? Преку Христос. И ни го даде служењето на тоа измирување. Значи, пријателството со Бога е можно само поради Божјата милост или Божјата благодат, а која е остварена преку Исусовата жртва. Сушност, Бог нас не повикува да уживаме во пријателството и заедништвото со сите три личности, со Светото Тројството, со Таткото, со Синот и со Светиот Дух. Има една духовна песна која носи наслов "Каков пријател е Исус". Ова е во оригинал. What a friend we have in Jesus. Значи, можете да ја најдете и да ја отслушате оваа песна. Фантастична е. Зборовите се навистина охрабрителни. Каков пријател ние имаме во Исуса Христа. Сите наши гревови и жалости тој ги зел на себе, за да ние можеме да му придеме. И каква е тоа предност да му донесеме на Бога она што го имаме како терет. И не само терет, драги мои, во молитва на Бога ние можеме да му се заблагодаруваме. Најчесто ние на Бога му се обраќаме само тогаш кога имаме мака, кога имаме некои проблеми, кога не можеме да излеземе од одредени ситуации. Али не смееме да заборавиме и тогаш кога ни е убаво, ние треба да му се обратиме на Бога и да бараме Бог да не води и да му заблагодариме за она што тој го направил во нашиот живот. Апостол Јован во Евангелието по Јован во 15 глава, во 15 стих ќе каже: "Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот, туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец." Зборот пријател во овој стих не значи обично познавање, туку еден близок однос кој е полн со доверба. Истиот збор е употребен кога се користи и за кумот на венчавањето во Евангелие по Јован во 3 глава 29 стих. Филос е грчкиот збор. И за потесниот круг на царските, кралските приврзаници, доверливи пријатели се користи овој збор. Надворовите слугите морале да бидат на дистанца од царот, ама потесниот круг на доверливи пријатели уживале во близината и блискиот однос со оној кој што бил на тронот. Мојсей во Излез во 34 глава 14 стих ќе ги каже следните зборови: "Зашто ти не треба да се поклонуваш на други богови, освен на Господ, бидејќи името Негово е ревниво. Тој е Бог ревнител." Во други преводи ќе каже тој е Бог љубоморен. Оној кој што љубомори ако ние на прво место во нашиот живот му дадеме примат на нешто друго, а не на Бога. И неминовно е дека тој ќе биде љубоморен. Верувам дека брачните другари ова многу добро го знаат и го разбираат. Дека се љубоморни ако некој кој што има можеби поприсен однос со некој негов брачен другар, ќе биде љубоморен. И тоа е, да кажам, оправдана љубомора. Али замислете љубомората која што Исус, која што Бог ја има, сака да ние го имаме Бога во своето срце на прво место. Не да ни бидат работата, домашните, куќата, било што друго, него Бог, семејството, останати работи. Да Бог сака да биде да близок пријател, али ние тешко го разбираме тој однос. И затоа Библијата јасно ни дава до знаење дека тој е Бог кој што е љубоморен. Бог навистина сака да што подобро го запознаеме. Сушност, тој го испланирал целиот универзум и ја приредил историјата, како и деталите и настаните во нашиот живот. Токму такви за да би можеле ние како луѓе во одредени моменти од нашиот живот да препознаеме кога Бог делувал во нашиот живот. И да во тие моменти одлучиме
да бидеме негови, да се вратиме на патеката на која што Бог не гледа, која ќе не доведе во сигурна лука, а тоа е во спасението во неговото царство. Затоа Библијата ќе ни ги каже следните зборови кои што се запишани во Дела на апостолите. Вели, од една крв го создаде сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времења и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Господа, та да би можеле, вели писателот, некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеку од секого меѓу нас. Драги мои, Бог е близу до секој еден од нас на оваа планета Земја. Дали ние ја препознаваме неговата близина? Дали ја препознаваме неговата милост и благодат која што тој ни ја покажува секој ден? Не буди одново секој утро. Дали е тоа благодарение на нашата храна која што сме јадали претходниот ден? Дали е тоа на воздухот, на здравото тело? Или е тоа благодарение на Бога? Ние треба да се запрашаме во секој утро кога ќе станеме, колку луѓе денеска не се разбудиле? Не затоа што Бог не сакал да се разбудат тие, него затоа што ние сме на оваа планета Земја. Ние знаеме дека сме во окупирана територија, каде што ѓаволот владе, али сепак Бог ја има контролата над оваа земја. Познавањето на Бога кој нас не познава и сака е наша најголема привилегија. А да се биде познат и сакан е она што Бог најмногу го очекува и го сака и што му е најмило. Затоа Бог вели преку пророкот Еремија во 9 глава 24 стих: Ете идат денови, вели Господ, која ќе ги казнам сите кои се само надворешно обрезани. Тешко е да се замисли како е можно да дојде до тоа присно пријателство помеѓу оној кој што го создал целиот универзум, кој што е семоќен, кој што е невидлив, совршен Бог, и помеѓу ограничениот и грешниот човек. Полесно ни е да го разбереме односот помеѓу господар и слуга или создател и создание, дури и татко и дете. Ама што значи кога Бог ме сака мене за пријател? Гледајќи ги животите на Божите пријатели во Библијата, ќе приметиме неколку тајни кои што се пријателства со Бога, кои што може да се препознаат. Во оваа прилика само ќе видиме неколку од нив. Првата од нив е да се стане најдобар Божи пријател. Ја верувам дека сите ние сакаме да бидеме најдобри Божи пријатели. Да можеме да ги чуеме или кога ги читаме зборовите од Библијата и кога вели за Аврам дека е Божи пријател, кога вели за Мојсей дека е Божи пријател. Дали би сакале овие истите зборови да ги чуете и за вас, за вашето име, дека вие сте Божи пријател? За да би можеле да бидете Божи пријател, ние мораме да имаме стален разговор, однос со Бога. Никогаш нема да изградиме присна заедница со Бога, ако само еднаш неделно одиме во црква, па и ако секојдневно се молиме, пријателството со Бога се изградува така што со Него ги делиме сите своји животни искуства. Се сеќам во една прилика, една моја добра пријателка велеше: јас кога одам на пазар, се молам на Бога да ме чува по патот, да ме води до луѓето кои што имаат најздрави продукти, да бидат ефтини, за да можам да си дозволам со својата плата и да тоа годи на моето тело, за да ме храни, за да го одржува. Некој би рекол: па зошто да го замарам Бога со такви детали, со такви ситници? Али тоа е таа присна заедница која што таа моја добра пријателка го градела со Бога. Да во секој детал од својот живот таа го внесувала Божето присуство. И Бог тоа го очекува од нас. Значи, на тој начин ние можеме да ја изградиме заедницата со Бога. Се разбира, важно е да се навикне да секојдневно посветување е дел од своето време на Бога во молитва, али не само во молитва, него и во проучавање
на Божията реч. Оти овде Бог нам ни зборува. Преку оваа реч Бог лично вам ви се обраќа. И кога ги читате зборовите, кога ги читате охрабрувањата, кога ги читате ветувањата кои што се наоѓаат во Библијата, всушност тие се упатени и вам лично. На тој начин Бог ви проговара на вашето срце. Тој сака да биде вклучен во секоја активност, во секој разговор, во секој проблем, па дури и во секоја мисла која што се рои во нашиот ум. Цел ден можеме да бидеме со Него, во непрекидна, неограничен разговор, зборувајќи за се што работиме или мислиме, и токму тоа е оно што Бог очекува од нас. И знаете што е уште радосна вест во сето тоа? Батеријата никогаш не може да се испразни. Мобилниот телефон можете да разговарате со најдобриот пријател и по извесно време вие ќе приметите дека батеријата ви е пред крај. Али во овој однос со Бога, батеријата никогаш не се празни. Само ако вие случајно ја прекините линијата, тогаш нема разговор со Него. Апостол Павле ќе ги каже следните зборови: да се молиме без престанок. Некој може би ќе праша како е возможно да се молиме без престанок. Дали тоа значи дека треба цел ден да клечиме на своите колена? Не. Апостол Павле тоа не го зборува. Значи да се разговара со Бога додека, како што кажав прегеска преку примерот на мојата добра пријателка, додека купуваш, додека возиш, додека работиш, додека пешачиш, додека спремаш ручек, додека го местиш креветот, во секој сегмент од својот живот. Да се поминува време со Бога значи да се биде во Негова близина. Се разбира како што и Исус и ние треба да бидеме насамо со Бога. Ние гледаме дека во одредени моменти од животот Исус Христос се издвојувал и бил насамо. Бил во заедница со Отецот, каде што на еден начин ги полнел своите човечки батерии, се е храбрил, примал упатство од Бога и планови за следниот ден или за тој ден. Се што работиме може да биде време поминато со Бога. Ако го повикаш да биде дел од твојот секојдневен живот, свестен за Неговото присуство, ти веќе ја градиш таа заедница. Ти веќе ја имаш таа близина со Господа. Постои интересна книга која ни дава примери како да го развиваме тој стален однос со Бога. Незиниот наслов е Практикување на Божјето присуство. И оваа книга ја напишал во 17 век брат Лоренс. Скромен кувар во еден француски манастир, брат Лоренс бил во состојба да дури и наједноставните, обичните работи, како што е спомната прегеска, подготвувањето на храната, миењето на садови, го претвори во прославување на Бога и заедништво со Него. Не знам дали некогаш на тоа сте помислиле, али еве една идеја која можете да ја градите. Клуч на пријателството со Бога, кажал, не е промена на твојата работа, туку промена на твојот став кон она што го работиш. Апостол Павле во една прилика рекол: се што работите, работите како на Бога да му го работите. Ја мислим дека брат Лоренс токму тоа го имал и во својот ум. Она што нормално го работиш за себе, почнуваш сега да го работиш за Бога. Било да јадеш, било да се бањаш, работиш, одмараш или ја празниш корпата за отпадоци, го работиш за Бога, затоа што на тој начин ти својата сила и снага ја даваш на располагање на Бога, да Бога го прославиш, да тој преку тебе оствари добробит за другите луѓе. Денес често мислиме како мораме да избегаме од нашите секојдневни работи за да би го прославувале Бога. Ама тоа е само затоа што не сме научиле да сето време го практикуваме Божјето присуство. Брат Лоренс согледал дека е лесно да се прославува Бог во обични животни задачи. Не морал да оди на специјални духовни рехабилитации. Ова е Божја мисла. Во еден прославувањето на Бога не бил некој настан на кој се присуствувало, туку непрекинат однос. Адам и Ева биле во стална заедница со Бога, бидејќи Бог стално е со нас. Нито едно место не е поблиску до Бога од тоа каде се наоѓаш
Сега. Tamo kada što si. I zato Biblията ќе ни ги каже и следните зборови. Апостол Павле вели: Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. Тој сака да биде со нас. Тој сака да биде присутен во нашиот живот. Ali знаете од кого тоа зависи? Од нас самите. Дали ние ќе му го отвориме своето срце, својот живот, да Бог може да влезе во него? Втората корисна мисла од брат Лоренс е дека е подобро да се биде во непрестана молитва, молејки со кратки молитви во форма на разговор, отколку да се обидуваме со долготрајни, сложени молитви, долги реченици и само барања, за да би останале сосредоточени и за да би ги спречиле мислите да ни талкаат. Тој го кажал следното: Не ви советувам да во молитвата користите мноштво на зборови, бидејќи долгиот текст е често прилика за талкање. И Исус истото тоа го кажал. Нема тие кои што многу долги молитви да изнесуваат да бидат услишани. Не велам дека некојаш не треба да се молиме долго. Да, има некои потреби, има за благодарувања, за многу работи кои што можеме да ги кажеме и да ги изнесеме пред Бога, и тоа може да потрае. Али нашиот секојдневен однос, и сега додека можебе стоиме, додека јас разговарам со вас и ви го патувам овие зборови, јас исто можам да се молам на Бога. Да Бог работи на моето срце, да ме промени, да бидам сличен на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Ова се совети кои што брат Лоренс ги упатил пред 450 години. Али има уште една прекрасна книга, која ви ја советувам, препорачувам. Ова книга носи наслов Патот кон Христа. И како што можете да приметите на слайдот, светски бестселер, преведена е на повеќе од 160 јазици, во милионски тиражи. Мнози на оваа книга ја доживуваат како една прекрасен водич во својот живот. И една од поглавијата во оваа книга носи наслов Прединство да се молиме. Исто така е многу убаво и практични совети кои што може да се најдат во неа. Во нашиот секојдневен живот кој што можеме да ги примениме. За вас, драги гледачи, ако сакате да имате оваа книга, ве повикувам слободно да се јавите на следниот број кој наскоро ќе го имате на вашите екрани и да си нарачете за вас еден бесплатен примерок од оваа книга. Да можете да уживате во низините страници, да црпите извор на мудрост и совети кои што се толку практични, толку едноставни во животот, да може да ви помогнат како на најдобар можен начин да го градите својот однос со Бога, таа блиска заедница. И еве што тој духовен писател вели: молитвата е отварање на срцето пред Бога како пријател. Ја верувам, сите вие сте отварале своје срце на својот пријател. Али она вели понатаму, не затоа што би било неопходно да му откриеме што сме, туку да се оспособиме себе си да го примиме. Молитвата не го спушта Бога кај нас, туку нас не издигнува кон Него. Ветувањето што им го дал ним, дека молитвата ќе им бидат примени, ни го дал и нам. Молитвата треба да не издигне нас кон Бога. Постои една приказка како еден човек кој што слегол од планини, дошол во градот, по прв пат ги гледа огромните згради, возилата. И вели во една прилика влегол во една зграда и во еден дел од зградата приметил една врата која што е затворена. И чудна врата му била тоа. Али пред таа врата, вели, стоела една старица со бастун. И овој човек изненаден гледал што ќе се случи следното. И приметил кога вратата се отворила и оваа старица влегла, се затворила вратата зад неа и сега чекал да види што ќе се случи следно. Вели, после известно време, вратата се отворила и оттаму излегла една прекрасна млада девојка. Пораката која што е за нас, сакам да ја изнесам и да ја кажам, тоа е суштина молитвата. Ние, кога ќе влеземе во молитва, треба да излеземе променети. Треба да не дигне нас кон Бога.
како тој лифт што ја дигнала старицата, а излегла друга особа, ние треба да влеземе поинакви, а да излеземе поинакви. Тоа е оно што Бог сака да го направи во нашиот живот. Нормално, тој никош тоа со сила не го прави. Ние треба да му го отвориме своето срце, како што читавме. И ова исти духовен писател ќе ги каже и следните зборови. Како човек, Исус молитвата ја сметал за своја потреба и за свое предимство. Ако тоа Исус го сметал, колку ние би требале ова да го сметаме? Тој во разговор со својот Отец вели наоѓал утеха и радост. Значи, ако Спасителот на луѓето, Божиот Син, чувствувал потреба од молитва, колку повеќе слабите и грешни смртници би морали да бидат свесни за необходноста од сесрдна постојана молитва. Ја верувам дека сте убедени дека овие зборови се чиста вистина. Колку нам ни е потребна молитвата. Драги гледачи, ако сакате да уживате во оваа книга, слободно се јавете на бројот кој што ќе го имате на вашите екрани. Апостол Павле ќе ги каже и следните зборови. Да се молиме без престанок. Еден начин е да се користи некои молитвени подсетници или речници, каде во текот на денот одредени стихови од Библијата вие можете да ги забележите и кога имате слободно време да земете, да го отворите тој свој дневник и да се подсетите. Да, може би, и ова книга Патот кон Христа, пошто е джепен формат, може да си ја ставите во својот джеп и во одредени мигови да ги отворите нејзините страници и да ги читате охрабрувањата, упатствата кои се дадени, чекори кои се едноставни во животот на секој христијанин. Можете во своите речници да напишете "За мене е живот Христос". Ти си мој Бог и ја прифаќам Твојата милост. Знам дека Ти си со мене. Сите тие зборови охрабрувања вие може да си ги ставите, али ја верувам дека многу полесно ќе ги запамтите. Ја знам дека во порано нашите предци, прадедовци, прабаби, па и дедовци и баби, знаеле често да кажат нека биде Бог со нас. Кратка молитва која што упатувале или биди Господе со нас, еве трнувам на пат. Во тој даден миг вие сте го повикале Бога во вашиот живот. Вие сте му дале прединство на Бога да делува во вас. Тој е начин на кој што можеме често да се молиме на Бога, да го отвориме своето срце за да Он може да влезе во нас. Треба да бидеме и сигурни во тоа дека нашиот мотив е за да го славиме Бога, а не да го контролираме, што нажалост најчесто како луѓе имаме таква желба, да го контролираме Бога. Практикувањето на Божјето присуство е вештина, навика која треба секојдневно да се усовршува. Како што музичарите секојдневно ги вежбаат скалите и своите партитури, за да би знаеле со леснотија да ги изведат тие прекрасни композиции, и ние себе мора да се присилуваме да размислуваме за Бога во различно време од денот. Ја знам дека на почетокот тоа нема да биде лесно, али ако секојдневно тоа го практикувате, вие ќе приметите дека во одредени мигови од вашиот живот, ако тоа не сте го направиле, нешто ви фали во тој ден, нешто не сте направиле и постои некоја празнина. И тоа е оно што заедницата со Бога ќе го гради вашиот карактер. Првенствено ќе мораме да направиме некои подсетници кои ќе можеме редовно да ги освежува нашите мисли дека Бог е со нас во тој момент. Ако имате джепна Библија, и тоа е прекрасна работа, јас практикувам да имам една джепна Библија со себе и секојаш кога имам слободно време, си отворам и се храбрам од нејзините страници. Знаеме дека Бог е со нас и знаеме дека тоа се охрабрителни работи. Може би денеска со овие мобилни телефони кои ги имате, паметни телефони, можете да си ставите своји одредени текстови од Библијата кои ве охрабриле тој ден додека сте ја читале. Нашата смисла кон Бога се гледа во тоа што ние сме му дозволиле да тој
делува во нашиот живот. Да тој не води. И тоа е смислот на животот кој што човекот треба да го гради додека е на оваа планета Земја. Непрекинато размислување. Начин на кој што можеме да го оствариме пријателството со Бога. Да размислуваме за Неговата реч. За она што Бог го направил во нашиот живот. Во молитвите кои што ги упатувате, убаво е да си имате свој, можеби, дневник на молитви, кои што ги упатувате на Бога и на услишени молитви, и во одредени мигови од вашиот живот, кога можеби темни облаци ќе се надвеат над вас, можете да го отворите тој ваш молитвен дневник и да видите на тој и тој датум. Кратко, не мора нешто многу долго да се пишува. Бог ја услишил оваа молитва. Бог интервенирал тука. Бог се прославил на овој начин. И ја верувам дека тоа ќе ви помогне и ќе ве охрабри дека и сега, кога темни облаци се надвиле над вас, Бог е со вас. Библијата нас не повикува да непрестано размислуваме, или некој ќе каже со модерни зборови медитираме за тоа кој е Бог, што тој направил и што сака да ни каже лично нам. Невозможно да се биде Божи пријател, а да не знаеш што тој зборува. Ако не се запознаеш со Него, а единствен начин да се запознаеш со Бога е преку Неговата реч, преку Библијата во која тој ти се обраќа тебе. Библијата зборува дека Бог ни кажува следно, а тоа е ова. И Господ продолжуваше да се јавува во Силом, откако му се беше открил на Самуил во Силом преку Словото Господово. Ако на Самуил Бог му се открил преку Словото Господово, а ние денеска ја имаме Библијата, на секој чекор можете да си ја набавите. Можете да имате свој примерок, во кој што ќе можете да ги читате тие прекрасни ветувања кои Бог ги дал. Прекрасни пророштва кои што се исполнети и кои може да ве охрабра дека Бог низ историјата, народите, луѓето ги водел. Бидејќи не можеш цел ден да поминеш проучавајќи ја Библијата, можеш да размислуваш за неа преку ден. Денеска што Сабеле си читал и можеш да размислуваш, да се подсетуваш на тие зборови што Сабеле си ги открил. Медитацијата или молитвата често погрешно се разбира како некој мачен, мистичен ритуал кој го користат изолирани монаси, мистици или источњаци. Али всушност медитацијата или молитвата е едноставно фокусирање или фокусирано размислување на вештина која сакам и може да ја научи и употреби било кој и каде. Фокусирано размислување на она што си го читал. Кога стално размислуваме за некој проблем, тоа се вика грижа. А таа грижа подоцна ни ствара стрес. Кога стално размислуваме за Божјата реч, тоа се вика медитација или молитва. Ако знаеш како да се грижиш, тогаш веќе знаеш како и да медитираш. Треба само да го префрлиш својот фокус и своето внимание од своите проблеми на библиските стихови, на библиските охрабрувања и пророштва. Колку повеќе медитираш и се молиш над Божјата реч, помалце ќе бидеш и загрижен. И тоа е неминовно. Не може да бидат тие две работи споени. Причина зашто Бог ги сметал Јов, Давид, како блиски пријатели, е токму во тоа што тие неговите зборови ги ставале на сето останато. И по цел ден непрекидно за нив размислувале. Еве што ни вели Библијата за Јов. Од заповедите на устата негова не отстапував. Зборовите на устата негова ги пазев повеќе отколку моите правила. Давид пак ќе ги каже следните зборови. Колку го засакав Господи Твојот закон, секој ден се поучувам од него. Или ево уште еден текст од него. Ќе ги разгледувам сите Твои дела и ќе мислам на Твоите моќни дела. Зарем ова не е охрабрително? Бог не повикува да размислуваме за она што направил во нашиот живот. Пријателите ги делат своите тајни.
како што ги делите своите тајни со вашите пријатели тука, ја мислам дека најдобро е кога ќе ги поделите тајните со Бога. И знаете дека сите тие тајни, кога ќе ги изнесете пред Бога, Бог нема да ги искористи против вас. Луѓето, нажалост, вашите тајни може да ги искористат против вас, али Бог не. Бог може да ви помогне и да ве охрабри, да ве упати, да ве оснажи во вашиот живот. Бог на Аврам му ги кажал своите тајни, затоа што го сметал за свој пријател. Тоа истото го направил со Даниел, со Павле, со учениците и со останатите пријатели во Светото Писмо. Нема да ви ги откријам овие текстови, али земете и истражувајте Библијата и да видите кои тајни Бог им ги открил на овие личности кои што се наоѓаат во Библијата. Колку Бог имал доверба во нив и да тоа им го кажал. Кога ја читаш Библијата или слушаш проповед или слушаш некоја духовна програма со порака, немој тоа едноставно да го заборавиш и да си заминеш. Како некоја серија која што се одслушал. Развивај ја праксата да повторно ги размотриш тие вистини и да за нив размислуваш. Колку повеќе време поминуваш размотрајки, размислувајки за она што Бог го кажал, тоа повеќе ќе ги разбереш Божите тајни и тајните кои што Бог има во твојот живот. Давид вели: близок им е Господ на оние што имаат страхопочит кон Него. Ним им ги открива заветот свој. Друг текст, псалмистот ќе каже: тајната Господова е во оние кои имаат стравопочит и заветот свој им го јавува. Дали ние имаме страхопочит кон Бога? Дали навистина Бога го сакаме во потполно со цело свое срце? Драги мои, ја ве повикувам денеска да земете и да го градите својот однос со Бога. Да Он постане ваш најдобар пријател. Да се радувате на секојдневната заедница која што ќе ја имате со Него. Кога ќе отварате Неговата реч, да нејзините зборови најдат и да бидат како мелем на вашето срце. Да ветувањата кои тука се наоѓаат ги сватите како ваши лични ветувања, кои вам Бог ви ги упатува. И затоа, на крајот од ова наше предавање, ја би сакал да упатиме кратка молитва до Бога. Господи и Боже наш, Ти благодариме што еве можевме да видиме дека Ти сакаш да бидеш наш најдобар пријател. Те молам, помогни ни да вистините кои што се наоѓаат во Твојата реч, охрабрувањата, тајните кои што се наоѓаат во неа, кои си ги открил на своите пријатели, откри ги и нам, да бидеме охрабрени, да бидеме умудрени, да бидеме променети, да од нашата молитва во која што ќе влеземе, излеземе како нови луѓе. Луѓе кои што својот терет, своето бреме, своите проблеми ги дале на својот најдобар пријател кој може на најдобар можен начин да ги реши тие проблеми. И затоа те молам, води не во животот, помогни ни. Дај да можеме да напредуваме во Твојата милост и љубов и добрина и во Твојата благодат. Затоа што ова наша молитва Ти си ја услышал по волјата Твоја, Тебе нека Ти е слава и хвала и чест во Христово име. Амин. За крај, драги мои гледачи, ќе следуваат и други теми од овој серијал. Значи, смислата на животот не е завршено. Од есен ќе продолжиме со нови теми, интересни теми. До тогаш ви посакувам добро здравје, Бог да ве чува, нови искуства во истражувањето на Божјата реч и не заборавете, ако ја сакате оваа книга, нарачите ја, ќе ја добиете бесплатен примерок, а можете да ја најдете и на YouTube во аудио формат. До тогаш, секој добро.